Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа и љубов во секој човек, за подобар свет во овој наш век. Дали сте се заинтересирале за подлабоки и суштински теми? Дали сте предпоставиле колку е важно како се храниме? Дали спортувате, пеете, танцувате? Дали се запрашувате како да си го направите животот посреќен? Дали сте ја започнале потрагата по себе си? Емисијата која ќе ви даде идеи и мотивација, која ќе ве разбуди и насочи по патот на вистинските вредности. Тоа е новото кул и младите веќе го живеат. Бидете своји, пронајдете се, следејќи ја новата емисија исполнета со среќа. Со љубов, Стефанија. Кога бевме заедно, светот не е голем. Кога имаш пат, знам јас дека можеш. Кога даваш се од себе, само летај бато, далеку од мене, со мака и со борба, ке има светол ден. Ајде летај бато, преку ова небо, а кога ќе те видам, ќе сум најсрекна на светот. Нељубаво е кога сите си сме заедно, топло ни е безгрижно, среќно семејство. Верувам во тебе, верувам во себе, преполни сме љубов, а најгорди се тие. Само летај бато, далеку од мене, со мака и со борба, ке има светол ден. Ајде летај бато, преку ова небо, а кога ќе те видам, ќе сум најсрекна на светот. Продолжи, не запирај, не имаш нас, верувај. Господ ни покажува по вистинскиот пат. Далеку од мене, ајде летај, само летај.
Сум најсрекна на светот, најсрекна на светот. Секој на различен начин мисли дека треба да ја направи потрагата по себе си. Некој решава да го направи тоа далеко од својот дом, во пошироки граници, дури и преку океански. И откако ќе се пронајде, повторно да се врати од местото каде што тргнал, односно во својот дом. Па така своето откритие да го сподели со сите, давајќи акцент на вистинските вредности и семејството. Освестувајќи ја вредноста на земјата во која е роден и добивајќи чувство на универзалност или дете на светот со јасна визија и цели. Денешен гостин кој ќе ја спушти маската на оваа сцена е Дарко Милевски, фудбалер, менаџер или добро познатиот мој бато. На моје огромно задоволство, мој денешен гостин е Дарко Милевски, фудбалер, менаџер и, како што претходно споменав, мојот брат. Интересно е затоа што ќе биде представен од едно поинакво светло, односно ќе биде представен неговиот начин на живот и точно кој е тој всушност. Дарко, дали ќе можеш да ми се опишеш себе си некако со твои зборови? Здраво, Стефанија. Ти благодарам на поканата и баш ми е мило што сум гостин во оваа емисија со љубов, Стефанија. И се надевам дека ќе можам поблиску да го доловам сето моје искуство и цел мој речеме досегашен живот, бидејќи како што знаеме ти знаеш се за мене, меѓутоа треба и гледачите да знаат. Инаку на твоето прашање, прво прашање како можам да се опишам, сите тие што ме знаат и тие што не ме знаат, поготово поточно тие што не ме знаат, едноставно ја осеќаат мојата енергија, мојата блискост, мојата топлина што ја зрачам секогаш и во секој момент. Така да со кратки зборови би можел да се опишам како еден човек кој што зрачи топлина, љубов, среќа и едноставно сака мир на секаде, односно е борец за таа благосостојба околу него и околу окружувањето во кое што живее, во светот пошироко, значи насекаде. Едноставно можам да се опишам како човек кој што е мирен, зрачи со среќа, енергија, љубов и благосостојба. Тоа беше и мојата идеја што те повикав точно во оваа емисија, затоа што самата цел на оваа емисија е да ја пренесе таа чиста среќа и љубов. Единствен начин на кој што можев јас да ја пренесам таа среќа и љубов и сум борец за да тргнуваме од себе си е да го повикам мојот брат во мојата емисија. Започнав со Бато, затоа што таа песна всушност беше голем пресврт во нашиот живот. Во многу емисии сме кажувале што всушност значи Бато, но сакам Дарко да го пренесе точно тој момент што значеше за него песната Бато. Бато едноставно ме врати дома. Значи, што повеќе би значило тоа да го врати човек дома, односно кога би излегол од овие граници, да го врати повторно назад, односно од онам кај што потекнува, од онам кај што се започнало. Откако и самата ти ми ја посвети Бато, откако прв пат ја слушнав, се врати нешто исконско во мене, односно се врати гласот кој што ме викна, кој што ме повика дома. Не само јас песната не ја сватив како една порака само од тебе, односно како порака од мојот друг брат Игор, постариот брат, односно едноставно како порака од фамилијата. Фамилијата која што ме повикува и ме повикува и сака да се вратам дома. Едноставно им бев потребен на фамилијата, а од таа љубов која што целосно како фамилија би ја зрачеле, им сум потребен на сите околу, бидејќи сето тоа едноставно кога ќе заминеш надвор, го забораваш, има некое флуидно губење на таа енергија, секако секој зрачи и од секаде каде да се наоѓа во светот, меѓутоа тоа блискоста, тоа
вистинското, тоа реалното, мислам дека најсилно. Затоа со кратки зборови можам да кажам дека таа песна едноставно ме врати назад, фамилијата ме врати назад преку таа песна. Како што те представив пред гледачите, ти си фудбалер. Всушност, кога пред некој те представувам, веднаш му доаѓа сликата како играш фудбал и тоа беше причината што беше одсутен од Македонија подолго време. Раскажи ми за твојата фудбалска историја и за твоето фудбалско искуство. Па едноставно, фудбал како фудбал, како што добро кажа, представуваше на слика за сите, за целото окружување, сите мои блиски пријатели, за една слика што сум јас во овој период. Меѓутоа јас, како што ја опишав на почеток, а и да се надоврзам нова прашање, едноставно сум многу работи, многу повеќе работи. Значи не сум само фудбалер, никогаш не сум бил ни фудбалер. Меѓутоа, овој 15 годишен период, откако почнав посериозно да играм фудбал, односно да правам ова професија и да се занимавам со спорт, едноставно мојата карактеристика беше фудбалер. Инаку, кратко ти кажам, значи започнав на 9 години, да кажам за гледачи дека започнав на 9 години, на моја 9 годишна возраст, се до 32 годишна возраст. Сега малце имам некоја пауза, меѓутоа така да ако прерачунаме има едно добри 20 години веќе кај се занимавам со овој спорт и затоа е нормално за сите да имаат слика дека јас сум фудбалер. Односно јас уште од мали години тоа се ме интересираше едноставно се и се што сакав се да пробам, сакав се да искусам, сакав од се да научам. Затоа мојата карактеристика едноставно беше тоа дека сум во исто време добар ученик, во исто време и фудбалер, како што сите ме знае. Така да тоа многу во тој период на ова транзиција и целосен тој развој едноставно мој и општествен и секаков, тоа беше многу тешко да се направи таа комбинација, бидејќи како што кажав, фудбалот и образованието многу не одеа заедно, така што јас бев поборник против тоа дека стварно, значи сигурно одат заедно и многу зависат едно со друго. Така да може да се каже дека моментално веќе паралелно со фудбалот студирав, се дообразував и стигнав до нека точка каде што сум магистриран стратегиски менаџер, а во фаза сум исто така на уште една втора магистерска работа, односно до завршување на спортски менаџмент. Така да се дообразувам исто така во полето на спортот, односно менаџментот, кој што можеме подоцна да објасниме што значи и кое е значењето за за целосниот развој и целокупниот развој на спортот. Пред да отидеме понатаму потемелно во спортот, односно во фудбалот, сакам да ми објасниш како тече еден твој ден. Дали всушност се храниш здраво? Што се правиш ти во текот на еден обичен ден? Па вака, значи за да сум ваков како што изгледам, значи нормално дека се хранам здраво, живеам здраво и едноставно здраво. Едноставно тоа е нормално, тоа треба да биде нормално. Цел начин, цел процес тој на функционирање треба да биде нормална исхрана, нормално спиење, нормален одмор. Значи целокупен ден, целосен ден треба да изгледа во рамките на една нормалност. Се што е протерано и што е прекумерено не е нормално. Така да во кратки црти би опишал на гледачите како ми изгледа, значи станувам секој утро, правам некои растегнување, раздвижувања обични, пијам вода секогаш, значи првото нешто што го правам пијам вода, па потоа одат сите нормално, значи појадок, ужина, ручек, ужина, вечера. Се извинувам што ќе те прекинам, сакам да ми кажеш од што се состои твојот појадок? Па појадокот најчесто се состои од секакви житарици, значи мешани житарици со некаков вид на овоше. Значи секогаш буквално секој ден ми започнува така, значи доза на житарици со доза на било како различно овоше секој ден. Така да во еден блендер, тоа цела таа мешавина, едноставно ја конзумирам секој утро.
Па добро, доста мотивирачки изгледаш и за мене, затоа што всушност Дарко е тој што ме мотивира мене и јас да го водам тој начин на исхрана. Можам исто така да напоменам во сооднос со моето целокупно секојдневно живење, значи нешто што ме одржало ваква форма, ваков изглед кој што го имам денес, најголемо значај, најголема улога покрај правилната исхрана, правилниот одмор беше и неконзумирањето на алкохол, кој што сакам да го напоменам на самите гледачи. За секој спортист, без разлика се што прави маркетингот, односно сите оние забави што ги покажуваат дека спортистите прават премногу забави, па пијат алкохол, па... Значи, цел тој маркетиншки трик едноставно да знаат дека позади секој успешен спортист стои тоа дека покрај секојдневното нормално живење е тој неконзумирање на алкохол, бидејќи со нормално една чаша вино, пиво, тоа е нормално. Значи, не нормално е веќе кога ќе се претера со таа конзумираност на алкохол, и тоа мислам дека ги зголемува многу повеќе перформансите и едноставно целиот спортски успех. Дарко, сакам да се навратиме на твоето образование и на тоа што всушност ти сакаш да промениш во фудбалот. Значи, две прашања ти поставив одеднаш, можеш редоследно да ми одговориш. Па, значи не само што сакам да променам во фудбалот, сакам да променам општо во спортот, значи кај нас. Не да променам, едноставно промената се случува, таа веќе започна. Едноставно треба само да се насочи правилно таа промена која што треба да следи. Едноставно со тоа што веќе студирам и се дообразувам во насока на спортот, сакам да таа промена да ја продолжам со нешто мое, односно со зачувување на сите тие спортски, вистински вредности и едноставно ставање на акцент и ставање на акцент на постојањето на спортски менаџери, односно што значи еден спортски менаџер, бидејќи јас студирам моментално на спортски менаџмент, на магистарски студии кај што напоменав, но тие спортски менаџери, иако веќе ги има доста завршени, магистрирани, дипломирани спортски менаџери, едноставно не постојат во нашите структури спортски најпотребно во спортските, значи, структури. Односно во спортски клубови, во спортски организации не постојат и се занемарени. А сето тоа, мислам дека најпрво треба да се направи на промена во законот за спорт, бидејќи во тој закон за спорт не сме заштитени. Едноставно им се дава предност на економистите и на луѓето задолжени за маркетинг и сите други личности и вклучени во функционалниот менаџмент, но во врвниот менаџмент едноставно треба да постои еден спортски менаџер кој што ќе го направи тој баланс и таа проток на комуникација на енергија од него до функционалниот менаџмент на еден спортски клуб, се до оперативниот менаџмент, односно она што е веќе на теренот, значи сите тие тренери, цела таа структура од која што зависи најмногу спортскиот клуб. Значи сакам да напоменам дека најпрво промената треба да се случи во законот за спорт, односно да не стават и нас, спортските менаџери, на едно видно место и така да може сите спортски организации да функционираат подобро и попрофесионално. Колку е важно еден спортски менаџер да тренирал предходно фудбал? Па тоа е, мислам дека е нормално еден плюс, односно ти знаеш како е на терен и го знаеш менталниот склоп на тие што се на терен, односно исто така и еден оперативен менаџер, односно тренер, и за него е добро ако претходно тренирал, но не е тоа клучно, значи пред се едукацијата. Тоа е само еден плюс, бидејќи ќе знаеш како било на терен и како е целата психологија за време на надпревар, за време на тренинзи, че цел тој процес ќе ти биде познат од лично искуство. Меѓутоа, мислам дека тоа е само еден дел, а останатиот и поголем дел образованието. Значи мора и оперативните, и функционалните, и врвните менаџери, значи спортски менаџери мора да се образовани, односно таа едукација во склоп со искуство, мислам дека е поголем. Во претходните емисии имав можност да напоменам колку е важна возраста на еден спортист, односно колку има
врска на која возраст е еден спортист? Затоа што некако помладите се форсираат спортисти. Дали твојата возраст може да направи голема промена во областа на фудбалот? Значи, сето тоа е маркетингот кој што работи позади спортот, односно форсирањето на млади спортисти кои што можат да постигнат поголема цена, односно финансиската придобивка, односно профитот. Затоа мислам дека тоа е само еден маркетинг кој што нон-стоп се зголемува и оди во неповрат, да речем, или до нека граница која што мислам дека треба да се застани, да се променат работите. Односно, според мене и според оние кои што вистински го познаваат спортот, не постои возрастна граница, односно има добар и лош спортист. Па, познавајќите тебе, еве, јас сум сведок дека откако значи премина во друга возрастна група, ти имаш веќе некако набилдано, натоварено поголемо знаење и поголемо искуство и тоа те прави некако посамоуверен на терен. Нормално, значи како што влегува човек во на повисока возрастна зрелост, позреле, поискусен, пооформен, значи доколку ти здраво се храни, здраво живееш и еден ден те исполнет со љубов и со спорт, мислам дека годините не се пречка, значи нема граници, нема лимит. Затоа кога си на терен без разлика во било кој спорт, постои или си добар или не си добар, или си подготвен или не си подготвен. Значи тука нема граници возраста. Нормално некоја старосна граница веќе до 40-та година кога ќе доаѓа веќе спортистот ги намалува своите моторички способности, меѓутоа мислам дека таа граница веќе е надмината, односно се продолжува бидејќи со здравиот начин на исхрана и на живот спортистите веќе доживуваат подолга старост, спортска да не речеме. Покрај фудбалот некои таленти? Па покрај фудбалот, значи секој спорт со топка ми е предизвик и ми е интересен. Кога бев малечок требаше да одберам меѓу ракомет и фудбал, одбрав фудбал, иако бев преталентиран за ракомет. Исто така и сите останати, мислам, да не ги набројувам спортови со топка. Сакам планината, мислам, да пешачам кога имам слободно време. Други некакви таленти, може би ме бива и за, не знам, хип-хоп, нешто. Да, јас сум сведок за тој момент. Не сум пробала, меѓутоа сигурна сум дека ќе те активирам во оваа тема. Го кажувам јавно затоа што може да се изненади некој од неговите способности. Зошто да не? Тоа нешто од фудбалот, тие комбинации многу добро се склопуваат. Да, премногу има, значи тие нека комбинација, односно тоа движење, тие способности кои што ги имаме од фудбалот и од спортот, хип-хопот исто така е вид на спорт, така да треба едноставно да се препуштиш, да се ослободиш, да го ослободиш твоето тело и да се препуштиш на тој што ти покажува на инструкторот, така да мислам дека не би било проблем. Бидејќи во областа спорт во делот од емисијата што се наоѓа, ќе објасниме малку потемелно во врска со фудбалот детали. Сакам да ја отвориме уште темата за младите кои заминуваат и младите кои се враќаат и што всушност имаш како твоја порака ти до нашите млади битолчани или македонци? Па порака, едноставно секој нека си го прати своето срце, значи тоа е најбитно да го следи инстинктот и срцето и душата каде што го исполнува и каде што сака да биде. Доколку мисли дека треба се пронаоѓа и дека треба нешто да направи надвор од нашата држава, не слободно нека оди, нека види, нека проба како е. Значи се уште на спортско професионално ниво сме назад од другите земји, нормално е доколку одиш надвор да го искусиш тоа професионално ниво и да се осетиш на вистинско ниво, на вистински начин како спортист. Меѓутоа и кај нас веќе настануваат промени, веќе имаме се повеќе и повеќе подобри услови. Јас сум сведок на тоа пред 20 години. Трениравме, значи на тоа кога ќе покажуваме некои вежби на по битолски кажаме ќумурното игралиште, кое што
Јас се сеќавам кога тренирав, беше со земја, немаше ни трева на игралиштето и трениравме со, не знам, искинати топки, страшни услови, желбата беше на максимум. Меѓутоа денес на тоа место постои ново игралиште со вештачка трева, и исто така има и рефлектор, мислам дека навечер може да се тренира. Да не зборувам за топките, за таа опрема која што веќе имаат сите. Мислам дека условите се драстично изменети. Желбата мислам дека стои се уште кај децата, бидејќи такво е поднебието. Така да се движи во една нагорна линија, но сепак треба уште многу повеќе и мислам дека ќе биде оведен процес и период на работа каде што професионализмот треба се зголеми на повисоко ниво. А како запел за младите, значи пробувајте, значи ако сте срекни дома, останете дома, ако не, одете надвор, но сепак на крајот сите ќе се вратат тука бидејќи наставно дома се е дома. Се надевам дека Дарко со неговите пораки успеа да допре до вас, мои драги гледачи, затоа што јас многу добро него го познавам и сакав токму и вам да ви пренесе дел од неговиот живот, затоа што на некој начин и тоа е мојата водилка. Откако се врати во Македонија, дефинитивно тој ми покажува што треба всушност јас да правам во текот на денот. И секако дека треба да си најдете некој што ќе ве мотивира доколку ја немате таа мотивација, и се надевам дека ние успеваме да ве мотивираме со презентирање на нашиот начин на живот. Не е едноставно да сме седнати во ова состојба двајцата и да успееме да допреме до вас. Јас како телевизиски презентер, а тој како мој гостин, а сепак сме најблиски. Се надевам дека таа наша блискост допира до вас. Можам само да напоменам пред да заврши со оваа емисија, е апел до сите гледачи, едноставно бидете свој без разлика дали спортувате или рекреативно или професионално, едноставно бидете свој, слушајте се себе. Сето тоа стои внатре во вас и едноставно вашата душа ќе ви каже што треба да правите и како да се однесувате спрема околината и окружувањето околу вас. Едноставно бидете свој. Ти благодарам, Дарко, на гостувањето. Како би зборувале за здрава храна, доколку претходно не го појаснеме поимот што е тоа здравје? Многумина тој поим го поврзуваат со отсуство на болест, но тоа не е сосема правилно. Да се биде здрав, значи да наутро се разбудеме во добро расположение, да не бидеме уморни, да бидеме спокојни и да можеме да се радуваме на животот. Денес пак се помал е бројот на таквите личности. Зошто? Некако сме заборавиле на вистинските вредности и сме ги затупиле нашите сетила. Сме заборавиле да ги слушаме сигналите кои телото ни ги праќа, а тоа пак има совршена способност за саморегулација, односно во секоја состојба знае што му е потребно. Во случај на продолжено дејство на стресните фактори и загадување на организмот кој е последица од тоа, нашиот организам не е во состојба да врши саморегулација, па човекот се разболува или се појавува состојба на отсуство на здравје. Постојат два начини за извлекување од таа состојба: отфрлање на негативните навики и чистење на организмот. За да разбереме подобро, ќе објасниме што значи терминот загаден организам. Тоа е лоша состојба на дебелото црево, преку кое во крвта доспеваат многу отровни материи, а крвта пак има транспортна улога, да ги пренесува хранливите материи и кислородот до клетките. Па замислете сега да сите отрови заедно со хранливите материи навлезат во клетките. Може ли после тоа човек да биде здрав? Се разбира не. Тоа доведува и до пореметување на функцијата на црниот дроб, кој е главен филтер чистач во телото, а и работата на сите други органи, па води до лошо расположение, умор, поспаност, анксиозност, на крај и појава на болести. Зошто ви го кажувам сето ова? Ако продолжите со начинот на живот кој првобитно ве донел до здравствен проблем или недобро расположение, тогаш влегуваме во бесмислен круг на влегување од еден во друг здравствен проблем, кои навидум не се поврзани и на кој му нема крај. За долговечност мораме да превземеме сигурни чекори, да се едуцираме, да ја запознаеме храната. Затоа ви препорачувам да ги следите емисиите, да бидете во тек, заедно да ја проучуваме храната и да се доближеме до здравието. Се да биде најздраво,
е потполно бесмислена замисла и нехранлива, доколку тоа не е она што во одреден момент на личноста и телото на вистина им е потребно. Само еден миг, стана еден сон, јас и ти, кога бевме заедно. Светот не е голем, кога имаш пат, знам јас дека можеш, кога даваш се од себе. Само летај батон, далеку од мене, со мака и со борба, ке има светол ден. Ајде летај батон, преку ова небо, а кога ке те видам, ке сум најсрекна на светот. Најубаво е кога сите си сме заедно, топло ни е безгрижно, среќно семејство. Верувам во тебе, верувам во себе, преполни сме љубов, а најгорди се тие. Само летај батон, далеку од мене, со мака и со борба, има светол ден. Ајде летај батон, преку ова небо, а кога ке те видам, ке сум најсрекна на светот. Продолжи, не запирај, не имаш нас, верувај во тебе. Господ ми покажува по вистинскиот пат да одиме. Ајде летај батон, далеку од мене, далеку од мене. Ајде летај, само Само летај батон, далеку од мене, со мака и со борба, ке има светол ден. Ајде летај батон, преку ова небо, а кога ке те видам, ке сум најсрекна на светот. Даре, имав можност да ми покажеш некои основни движења во фудбалот, но сакам да ги доближиш некако до нашите гледачи кои не знаат баш што значи фудбалот. Општо направи ми една општа слика за фудбалот, основни правила, што значи фудбалот, потоа филозофијата на фудбалот, твоја гледна точка на нештата. Значи, тоа што ти го покажував и што ќе оди понатам, што ќе го објаснуваме, едноставно се основните правила на фудбалот, основните движења во фудбалот. Пред се, значи, фудбал како игра, како сите други останати спортови, со топка, има некои основни елементи од кои се состои таа фудбалска игра, односно тие основни елементи се начин на трчање, односно движење на телото, од кој што најмногу зависи.
како тој еден спортист ќе се развива, односно Исто ми кажа дека ставот е наведен. Да, ставот е наведна, значи има многу сегменти, меѓутоа ќе ги наброиме само како елементи. Значи начинот на трчање, прием на топка, додавање на топка и контрола водање на таа топка. Значи тие се основни елементи од кои што се состои фудбалската игра. Сега тие додавања, примања, значи сите тие може да бидат со натрешна дел на стопалото, може да бидат со полно рис на стапалото или со надворешен дел од стапалото. Значи во зависност од ситуацијата, играчот, фудбалерот се приспособува и ја удира или ја прима таа топка на тој начин, со тој дел од стапалото. А финтите, тие како лажњаци што ги викаме, значи, финтите, тоа е контрола на топка, значи тоа спаѓа во контролирање. Откако ќе се научат основните? Значи не, и тој е дел од основните, тоа е целосна основа на фудбалот, односно за да може еден фудбалер да функционира на самиот терен, едно дете кое почнува нормално со фудбалската игра, мора да ги научи тие основни работи: примање, додавање, водење на топката и трчање, значи држање, правилно држање на телото. Така да тоа што ти го покажував контролата на топката, значи мора да и таа е дел од тие основи и преку неа тој ја задржува топката во свој нозе, да кажеме. И ја контролира и потоа може да има прегледност кога сака да додаде. И исто така пред да ја прими топката, значи мора правилно да се постави за да ја прими и потоа да ја сконтролира. Че тие се тие основни елементи на фудбалската игра, односно технички елементи на фудбалската игра. А твојата гледна точка кон фудбалот, што значи фудбалот? Значи фудбал Која е како поентата на фудбалот? Фудбалот како фудбал, голем дел од популацијата го гледа како една игра, како една нормална игра, значи со топка, и ја доживуваат едноставно како тоа се смееме баш како 11-11, бидејќи 11 играчи се, значи 20 трчаат по една топка. Значи тоа некако изгледа дека што не разбира, изгледа како да сите да трчаат по една топка и се луди глави. Топка и пример по оваа топка сите трчаат и така изгледа некако како безцелно да трчаат по една топка. Има два голови каде што по случајност или не ќе постигни, така го доживуваат. Гол ќе се постигни, се доживува како давање, примање на гол и некој победува, значи. Што всушност е фудбалот? Фудбалот значи една голема филозофија според мене и начин на живот, начин на функционирање. Едноставно многу да кажеме луѓе го доживуваат како една игра, нормална игра. Меѓутоа фудбал како фудбал се состои многу аспекти и тоа јас го доживав на моја кожа, односно се ставив во твоја кожа како ти пример како музичар и многу луѓе кои што немаат никакви допирни точки со спортот и тие немаат представа што значи фудбалот. И тоа го доживав додека студирав и тие луѓе што студираа со мене и сите студенти, значи нема никакви допирни точки со спортот и тие едноставно не ни гледаат на телевизија фудбал. Ние сите мислиме дека толку актуелен и Вие фудбалерите? Да, ние фудбалерите, нашиот фудбалски спортисти општо мислат дека тие се во центарот на вниманието и дека само тоа фудбал значи се случува околу, значи не е само фудбал, едноставно фудбалот е дел од целото случување во светот. Така да јас го гледам едноставно како една филозофија на живот, е начин на живот. Јас сум го одбрал тој начин на живот, така сум се развивал, тоа сум го правил од дете, баш се донесов и новиот терен. Значи овој терен ми буди многу спомени, бидејќи ова пред се да кажам дека изгледаше многу поразлично. Па не е ова како што го гледате денес. Го памтам како малечка додека седев на оградата, тоа беше многу, тоест не знам и дали имаше ограда. Значи таму не, имаше овој ограда терен на беше другиот терен. со природна трева, сега е со вештачка трева. И мислам дека и покрај тоа што природната трева си е природна трева, сепак со ова вештачка трева се постигна тоа што може децата да тренираат и на зима. Односно, ние кога ќе дојдеше во секакви услови, ние кога ќе дојдеше зима, не можевме да тренираме, така да правевме некои физички аеробни движења, трчавме напразно без топка. Сега може да тренираат децата и со топка. Што значи дека доста жртва бара фудбалот затоа што сте постојано надвор. Значи фудбалот како игра се одвива во секакви услови. Затоа е и најинтересна и најмногу застапена во целиот свет, бидејќи во секакви услови можеш да играш фудбал. Значи кога врне, кога
паѓа снег, значи кога е најладно, кога е најжешко, во секакви временски услови. Затоа е најинтересно бидејќи таа фудбалска игра се приспособува во зависност од временските услови. Значи без разлика што да се случува надвор, ти секогаш мора да бидеш подготвен да ја контролираш таа топка Колку која што трчава жените играат фудбал? Па жените во постојано почна многу доста активно се занимаваат со фудбал бидејќи доста се популаризира и тој дел, да речеме, таа популација, другата популација, женската популација и мислам дека се повеќе и повеќе напредува и има успех во своето прикажување. Добро, целта беше да допреме со основните нешта до гледачите за фудбалот, а секако оваа тема има многу за коментирање и во наредна прилика јас сакам многу подетално да се раздроби и да се добие информација како треба да се направи една организација на игра и така натаму веќе тренерскиот дел, Значи, но денес тоа не... Да, нема тога да го фатиме, денес можам само да ти напоменам дека покрај тие основни елементи во фудбалот постојат и други, да го речеме исто така основни елементи од кои што се состои фудбалската игра, односно кога ќе пуштиш на телевизија и гледаш една утакмица, да не ти изгледа само како зелено нешто и топка трчаат сите по топката. Значи, едноставно фудбал како игра представува, има три сегменти главни: напаѓање, транзиција и одбрана. Значи, напаѓање и одбрана, двата тима цело време, значи, или напаѓаат или се бранат. А додека едниот напаѓа, другиот се брани и обратно, тоа се вика транзиција, значи таа промена, значи во таа транзиција има позиционирање, различно позиционирање на места, значи кога напаѓаш треба се вратиш во одбрана, значи тоа е различно позиционирање и тоа позиционирање се вика транзиција. Значи тие се три основни сегменти во фудбалската игра. За не те биде чудно, значи тоа цело време се прави: напаѓање, одбрана, транзиција. Така да тие се главните, исто така тие три елементи се држат на некои, да речеме, поединечни правила во зависност од тренерите кои што водат екипата, односно тоа се вика тактика. Така да секој си има своја тактика, према таа тактика се врши тоа напад, одбрана, транзиционирање. Значи, како што разбирам, доста важна, тоест една од најважните улоги е улогата на тренерот. Па да, тренерот е доста важен, бидејќи како што тој размислува, всушност така се одвива цела игра на терен. Да, тој е менаџерот, оперативниот менаџер кој што е баш на терен и кој што треба да го спроведи тоа што се спремал долго време за, да речеме, за една надпревар, тоа што го гледат на телевизија, значи тој е цел процес кој што трае не неделен процес, туку тоа е месечен и годишен процес. Па фала ти за информацијата. Ќе се седнеме дома и ќе се гледаме со пуканки, ќе ми објаснуваш детално, а на гледачите ќе им објасниме подетално во наредна емисија. Дали местото во кое што сме родени треба да остане нашето место на живење и тука да го градиме нашиот духовен храм, да создадеме семејство блиску до нашето семејство, па да ја продолжиме нашата фамилиарна традиција, да успееме да ги реализираме нашите сништа и визии тука во Македонија и да останеме скромни со нашите барања и потреби, или да отидеме далеку во земји каде ќе сме добро материјално ситуирани, но без духовна среќа. Да работиме деноноќно и да трчаме по реализација на нашите желби, кои најчесто се поврзани повторно со материјалноста, и да живееме со вечното чувство на странец и тугинец во секоја земја. Колку далеко отидовме, зошто не сме задоволни со тоа што ни го оставиле и за тоа што се бореле нашите предци? Каде отиде нашата скромност и основна потреба за среќа и љубов? Сите длабоко во нас ја знаеме тајната на постоењето и време е да станеме свесни дека мирот треба да си го најдеме точно во самите нас.
заедно. Светот не е голем, кога имаш пат, знам јас дека можеш, кога даваш се од себе. Само летај бато, далеку од мене, со мака и со борба, ке има светол ден. Ајде летај бато, преку ова небо, а кога ке те видам, ке сум најсрекна на светот. Заедно, топло ни е безгрижно, среќно семејство. Верувам во тебе, верувам во себе, преполни сме љубов, а најгорди се тие. Само летај бато, далеку од мене, со мака и со борба, има светол ден. Преку ова небо, кога ке те видам, ке сум најсрекна на светот. Продолжи, не запирај, не имаш нас, верувај во тебе. Господ ми покажува по вистинскиот пат да одиме. Каде и да одеме, секогаш треба да знаеме од каде сме тргнале, кои се нашите корени, да им дадеме почит, затоа што така цврсто ќе ги изградиме темелите на нашите вистински вредности. Со љубов, ваша Стефанија. Слушнав дека си тажен, загубил верба, се станал лажен. Затоа ја